Здраво на близнаците, добро дојдовте и ајде да видиме какви се пораките што таротот ги испраќа за вас. Ова ќе биде толкување за месец јануари, меѓутоа ова се всушност и полугодишни видеа, што значи ќе ги опфатиме и останатите месеци од јануари до јуни, со што акцентот кој го ставиме на јануари, за јануари ќе зборуваме подетално, поопширно. А за останатите месеци ќе спомнеме нешто поголемо, поважно, она поголема енергија на која треба да се обрне внимание и по некоја кратка љубовна порака. Јас верувам дека ќе уживате. Пред да започнеме, да ве потсетам, лајкувајте, споделувајте, коментирајте се доколку ви се допаѓа сето ова, станете дел од нас, претплатете се на каналот. И ајде сега да видиме што носи јануари за вас близнаците. Вие близнаците, некои од вас, сте во некаква впуштени во нешто, во некаква работа, во нешто што треба да го направите, меѓутоа на ова вие сте се посветиле, на ова вие сте се одлучиле и знаете дека треба да се направи, затоа што ова е некаде на средина или при крај. И ова е нешто на кое му е потребно време. Ова е нешто кое оди во циклуси, ова е нешто кое оди во сезони. Различни сезони има, различни циклуси има нешто. И сега е дојден можеби крајот, можеби на средина, некаде сте во сето ова. И од вас се бара целосна посветеност. И жртва до некаде, да. Но што се случува веќе од декември па и јануари, се случува, вам ви се случуваат премногу дистракции. Какви дистракции? За секого е различно, нели? Ова се генерални толкувања, за многу од вас зборуваме и за многу од вас нештава ќе се однесуваат на различни полења. Тоа вие знаете. Јас сум овде да ја принесам пораката, а каде, во кое поле вие сместете. Значи, дистракции се јавуваат разноразни. За некој од вас пријателите ќе бидат дистракција. За некој од вас ситуациите, за некој од вас настаните. Јануари е и многу исполнет со празници христијански и можеби и сето тоа ќе ви одвлекува внимание, не само внимание, туку ќе ви одзема и многу време. И вам некако и ќе ви биде тешко да се посветите на ова што ви главново и основново, заради сите овие околности, заради сите овие настани и сите овие луѓе. Се нешто се јавува, се некој ве бара да се видите, се некакви седенки, се некакви прослави, сите се тоа убави нешта, меѓутоа сега за вас не се од корист. И затоа ве паѓа и тешко да излезете на крај со сето ова, но околностите, средината, можеби и домот буквално каде сте, сето е тоа уредено, смислено, стокмено и направено да ви биде од корист, да вие само да си се фокусирате и посветите на вашата работа. Но кажа, дистракциите се многу поголеми во моментов, во јануари. Од време на време ќе чувствувате колку сте вие, ајде така ќе се изразам, детинести и понезрели и тешко ви паѓа да најдете време за големите нешта, но во јануари и од кога вие ќе видите дека ова се само нешто кои ви штетат под наводници, ќе одлучите да се вратите на она кое ви е многу важно. Вие се појавувате овде во вашите толкување и кога ќе се појавите самите, тоа значи дека сте многу моќни, многу помоќни од се она наоколу што се случува. Ќе успеете, ќе најдете начин и дури јас не знам од сето ова овде наоколу што ви се случува како вие успевате да најдете начин, меѓутоа тоа е секогаш во вас близнаците, вие сте со многу бистер ум, со многу голема стабилност во ментална стабилност и кога вие ќе одлучите дека сега ќе биде моментот, ќе биде, и вие кога ќе одлучите дека ова сега почнува или ова сега завршува, така ќе биде како што ќе одлучите. Вие многу добро знаете да завладеете и со себе, и со мислите, и со чувствата. И токму такви ќе бидете сега
ќе завладеете и со себе си, и со ситуацијата. Ќе успеете да се ослободите од она што ви е штетно и ќе се посветите на она што треба. Она што треба, она што се бара сега од вас е очигледно знаење, мудрост, способност, а токму тоа и вие го имате. Вие особено ќе бидете со оштар ум периодов, особено. Значи, ако студирате, ако нешто учите, ако е потребна посветеност, ментална посветеност, во тоа ве уверувам, ја имате, значи 100%, ако не и повеќе од 100%. Во што и да сте вклучени, ова совршено ќе го завршите. Може би за некој и љубовта ќе биде, ќе ве одвлекува вниманието, затоа што периодов пак како намерно се во љубовта стои совршено добро. Може би ќе биде за некој од вас одвлекување, а може би за некој од вас ќе биде и целосна, апсолутна поддршка од партнерот. Во љубовта идеално ќе стојат нештата, дури понекогаш ќе мислите дека е премногу доаѓаат понуди, нежности, љубовни моменти, премногу доаѓаат, но таа е тука да поддржи, личноста е тука да поддржи, љубовта е тука да поддржи и подкрепи за вас период. И на крајот од сето ова стигаат многу пораки напред-назад, многу комуникација, а зашто друго во случајов ако не за честитки, поддршка. И ова не се само честитки, не се само убави зборови колку да се биде учтив и љубезен. Не, ова во случајов за вас се искрени зборови на поддршка, зборови со љубов кажани. Ова се пораки кои вас ќе ви го стоплат срцето, ќе ви исполнат со радост, надеж, позитивна енергија. Буквално чашата е преполна со емоции, среќа и радост периодов во јануари за вас. Некои други близнаци нешто им се спрема, од старт да ви кажам, ова што се спрема е многу убаво, меѓутоа само да не го расипам изненадувањава, затоа што очигледно некој вам ви подготвува изненадување. Цело време нешто прават, кријат од вас, ако тоа го почувствувате, знаете дека само се обидуваат да ви подготват изненадување. Изненадувањево доаѓа во вид на подарок и се што доаѓа убаво од нашите блиски и од оние што не значат подарок, значи се може да биде дали материјален, дали емотивен, што и да е подарок е за вас. Меѓутоа е толку големо што ќе промени некој дел од вашиот живот. Нешто ќе промени. Зошто? Затоа што за некого може би е автомобил, за некого може би е патување, за некого може би е стан, куќа, нешто е големо што нешто ќе промени во вашиот, некој аспект од вашиот живот после тоа ќе биде променет и уживајте, ова се прекрасни нешта. Некои други од вас, близнаците, во некаква заедница што сте, заедница е се, заедница е бракот, заедница е домот, заедница за некој од вас е соседството, за некој е околината, местото, населбата каде живеете, што и да е, сите вие кои сте вклучени во некаква заедница, вие ќе се здобиете со некакви привилегии во таа заедница. Дури и бракот, да, значи нешто ќе бидете вие привилегирани со нешто. Добивате некакви привилегии, сега ова не се привилегии само сега што ќе се случат и ќе завршат и толку. Не, ова е само почеток на некој процес. После овие привилегии ќе се стигнете дури со некакви титули. Се зависи да сите е различно. За некого во кариерата може ќе биде пак ќе се стигнете уште со повисоки звања, титули, а за некој пак со уште поголеми привилегии, како и да е, убави нешта. И јануари воопшто е еден прекрасен месец за вас, близнаците. Ако ги отфрлиме сите овие дистракции кои ќе се јават на почетокот. И тоа би било тоа за јануари. И сега да продолжиме понатаму со останатите месеци. Продолжуваме со февруари. Февруари, оно убавото што ќе се случува е тоа што
другите луѓе ќе прават се за вие да се чувствувате добро. Едноставно другите луѓе ќе ги преземат сите обврски, другите луѓе ќе прават се што е потребно како вие да одмарате, да уживате, да правите нешта кои се само од задоволство, не се обврска. Може би се опоравувате од нешто, може би само одмарате и паузирате, меѓутоа сите околу вас се тука да помогнат, се тука да подкрепат, да поддржат и буквално прават и повеќе од потребното за вас. Некои се обидуваат да исполнат некакви желби ваши, некои, сите околу вас се тука да ви исполнуваат желби. Буквално можете се што ќе посакате се да направат за вас периодов. Тоа е февруари и во февруари она на кое треба да внимавате и следново. Има некоја личност во вашиот живот која може би додека вие сте фокусирани сега на овој одмор, на оваа пауза и не сте може би па и присутни толку многу, дали ментално, дали физички, некој нешто прави, некој користи некакви опции. Има некоја опција и сега ја користи. Како ја користи? Или пак ужива во таа опција, во таа можност некоја нова. Или пак прави нешта кои вие не сакате да бидат правени, дава внимание или се дава себе си некаде каде што вие не сакате. Оваа другава особа на која се дава оваа другава можност, ако е личност за некого може не е личност, меѓутоа за некој од вас е и личност. И оваа другава личност, каде што дава дел од своето внимание и од своето време, или е русокоса, или бринета, а тоа зависи само од вас. Ако вие имате руса коса, таа другата е бринета, ако вие сте бринета, таа другата е русокоса. Особа е, значи не зборувам за пол, може да биде и машко и женско, но се разликува од вас по бојата на косата. И ете користи во меѓувреме некој ваш близок. Може би само не сакате вие да помага таму некаде, а овој ваш близок помага таму некаде на оваа личност. Како и да е, тоа ќе го знаете. Ако вие сте па тоа, другите ќе го почувствуваат нешто дека вие некаде се давате. И уште една љубовна порака за февруари, се извинувам. Нови почетоци, нова авантура чека на вас, прифатете ја и изживејте ги вашите соништа со страст. Еве и ова некому нешто ќе значи во љубовта. Нова авантура доаѓа, прифатете ја, уживајте во страстите. Одиме понатаму со месец март. Месец март, она доброто што се случува е дека нешто завршува, на нешто му доаѓа крајот. А ова што завршува и што му доаѓа крајот е нешто што вас многу ви пречеше, ве кочеше и чуваше во ситуација на страв, во ситуација на анксиозност, во ситуација на паника. Сите вие кои сте во таква ситуација уште од февруари или во март ќе се случи таква ситуација, сите вие опуштете се, сето ова ќе заврши на некој некаков начин ќе заврши и конечно ќе се ослободите од овие пранги, ќе се ослободите од овие проблеми, ќе се ослободите од овој страв, од оваа тешка психичка состојба, на тоа ќе му дојде крајот. И она на кое треба да внимавате е нешто, дали нешто во љубовта или пак поврзано со родител ваш, татко, или пак некој, или пак вашиот партнер, нешто ќе се случува во неговиот живот, или пак она што ќе се случува во неговиот живот ќе има импакт врз вас, ќе се чувствувате малку исплашено, малку разочарано, малку вознамирени, нешто поврзано, значи или со партнер, или со татко,
или со некој со кој емотивно сте многу врзани. Ништо страшно, не гледам дека нешто страшно ќе се случи, само ете некои моменти на неспокој и немир. Ајде да видиме за март, која е љубовната порака за вас. Погледнете длабоко во вас. Истражете со себе си и разберете што е она во вас, што ве прави да се чувствувате вака. Значи сите вие кои се чувствувате некако, тоа е нелагодно, какво и да е, истражете се себе си, истражете се длабоко во вас, погледнете и таму ќе најдете одговори зошто вие така се чувствувате. Одиме понатаму, одиме во месец април. Месец април вие започнувате нешто големо, некој голем проект, меѓутоа на овој голем проект му беше потребно време. Вие нешто чекавте. Ако не е проект, нешто големо, нешто кое тешко го добивте, тешко беше да се добие. Можеби некој чекавте заем, можеби некој чекавте помош финансиска. Ако не е финансиска, некаква поинаква е помош. Меѓутоа нешто чекавте, се надевавте и сега конечно во април месец доаѓа. Значи сите вие кои ќе се пронајдете во поракава, да знаете дека во април доаѓа конечно она што толку време го чекавте и ви требаше, ви беше потребно. Во април месец она на која што треба да внимавате се ситуациите во кои премногу се опуштате. Што значи тоа? Значи можеби премногу ќе се опуштите со забави, со седенки, со ајде ќе речеме и пијанки, значи ова се премногу алкохол, премногу за некои сега и недозволени супстанции, се може да биде, нели, меѓутоа јас гледам дека премногу ќе се опуштите и препуштите некој од вас и некој друг пак, некој ваш близок, некој на кој му значите или ви значи, го посматра сето ова и не го одобрува. Значи ова се појавува во ситуација во опозиција на нешта на кои треба да внимавате и овде повторно ве потсетувам, вие внимавајте, значи внимавајте колку многу се опуштате, затоа што некој ова сето го следи и го гледа. Сега не исклучувам можноста дека ќе се најдете можеби некој од вас на другава страна, можеби па некој друг премногу се препуштил на сите овие нешта, на задоволства, меѓутоа се само задоволства на сетилата. Ова не е се задоволства на духот и вие нема да го одобрувате ова и воопшто нема да ви се допаѓа. Значи на која страна ќе бидете, тоа само вие знаете. И сега за април месец уште една љубовна порака, а тоа е време. Ова се само пораки само за љубовта и ништо повеќе. Значи, вие се обидувате, вие вложувате многу повеќе од колку што е потребно. Дадете му на нештото време. Значи, за некого е и оваа порака во љубовта ќе значи, сите вие што премногу сте фокусирани во нешто, опуштете се, оставете, дадете време и само така нештата ќе бидат добри, ќе се исправат. Сега одиме понатаму, наред е месец мај. Одиме во месец мај. Месец мај е месец када вие ќе повторно сега треба да се фокусирате, повторно треба да се изолирате и да се посветите на некаков голем проект. Овој проект не е и лесен, богами потребно е способно знаење за некого и физички ова нешто треба да се заврши, нешто треба да сработи или пак со повеќе луѓе ова треба да се заврши, меѓутоа за да се организира и да се успешно да се смисли стратегија како ова да се заврши, вие е потребно сега да се повлечете, да најдете начин, да се изолирате како ќе најдете начин. Значи во мај вие барате начин и ќе го најдете, затоа што
сте отишле во својата изолација, што и да значи тоа, и таму си ги наоѓате одговорите. Она на кое треба да внимавате е на тоа како се чувствувате. Можеби мај месец се наоколу е убаво и подредено како вие да уживате во љубовта со партнерот, но можеби партнерот е далеку, можеби вие сте далеку, можеби едноставно ситуацијата не ви дозволува да бидете заедно периодов и тоа ќе ве мачи, тоа ќе ве вознемирува, зашто сега не можете вие да уживате, да патувате. Ете тоа нешто ќе ве мачи, но сега посветете се на она што треба да го направите и воопшто не се вознемирувајте. Ќе има моменти кога ќе уживате со партнерот. И да видиме уште која е љубовната порака за месец мај. Моќ. Вие инстинктивно знаете што е добро, а што е погрешно за вас. И ја имате и моќта да речете не, или да заминете, да речете не, или да заминете во било кое време. Еве и ова за некого нешто ќе значи. Значи, се што е потребно, вие го имате во вас. Моќта имате вие и само вие. И сега одиме уште во месец јуни, тоа последните пораки ќе бидат за ова видео. Месец јуни за вас близнаците е многу убав месец. Вие некаква победа ќе освоите. Овој збор може да се однесува за се. Победа, нешто ќе успеете, нешто ќе освоите, со нешто ќе се закитите, нешто ќе се здобиете со нешто. Значи во се она во што сте вклучени, а вие значајно и поголемо во јуни месец, вие успешно ќе го завршите. Може би доаѓаат убави вести за некого, може за некого е само победа во некоја ситуација каде не сте успевале да најдете баланс, сега во јуни ќе го најдете и наоѓањето на тој баланс ви носи победа, ви носи успех, значи успешен месец, секаде онему каде што ви е потребно да успеете, да победите, во јуни месец тоа ќе го направите. Она на кое треба да внимавате она на кое треба да внимавате е можеби и наетот и отпорот на некои други луѓе. Има луѓе во вашиот живот кои ќе покажат многу отпор или инат. Вие се жртвувате во ситуација со овие луѓе, нешто да направите, нешто да се случи, нешто да се одвива како што треба. Вие се жртвувате, меѓутоа отпорот и наетот и несоработката на другиве луѓе тоа ќе ви пречи. Не е ништо големо, ништо страшно, меѓутоа еве ќе се појави тоа, очекувајте, значи некој да не соработува, очекувајте така и наетливи околу вас да бидат и не расположени за соработка. И уште љубовната порака да видиме за месец јуни. Месец јуни, љубовната порака е трансформација. Вашата врска еден помеѓу друг ќе се продлабочи. Љубовта ќе ги освои и ќе ги победи сите нешта. Значи, ова е порака, љубовна, се разбира, за сите оние кои можеби имавте некои недоразбирања или некакви проблеми во врската. Треба да знаете дека љубовта ќе ги надмине сите недоразбирања и сите проблеми и вашата врска уште повеќе ќе се продлабочи во сето ова. И, драги мои близнаци, јас искрено се надевам дека нешто ќе најдете во сето ова што ќе ви послужи и до следното видео. Чао, чао!